Македонската влада на премиерот Никола Груевски, која вчера доби поддршка од парламентот, е тема во грчките медиуми. Катемерини и Товима информираат за гласањето доверба без коментар. Грчките медиуми оценуваат дека изгласаната доверба била очекувана, потсетувајќи дека опозицијската коалиција предводена од СДСМ на Зоран Заев не учествуваа во дебатата на парламентот и оти не ги признаваат резултатите од парламентарните избори. Грчките медиуми информираат и за составот на новата влада на Македонија, нагласувајќи дека нема значени промени во неа. Се издвојува дека нов министер за одбрана е досегашниот македонски амбасадор во Соединетите Американски држави и представник на земјата во преговорите за прашањето на името Зоран Јолевски. Наместо денеска, лидерската средба Груевски-Заев ќе се одржи во вторник. Изминатиот викенд Груевски изјави дека е подготвен да понуди пакет мерки за надминување на кризата. Лидерот на СДСМ изјави дека дневен ред на неговата средба со Груевски ќе бидат 5 точки: техничка влада за нови избори, одвојување на партијата од државата, регулација на медиумите и правична застапеност на опозицијата во медиумите, до прецизирање во изборното законодавство и избирачкиот список, како и спроведување попис. Нема конкретен одговор ниту од СДСМ, ниту од Заев околу пишувањата на Дневник дека тој неколку пати ја минувал македонско-грчката граница пеш, на излез или на влез. При тоа весникот додава дека некои од прешетките на Заев временски се поклопуваа со битни настани за Македонија. Место конкретни одговори, лидерот на СДСМ посочува пример дека на преминот Дојран морало да се излезе од автомобил за да се покаже пасошот на граница и дека веројатно тогаш бил фотографиран. Дневник исклучиво тврди дека Заев пеш поминал, а не со автомобил. Обединетата македонска дијаспора по повод Светскиот ден на бегалци побара од Грција да го укине законот од 1982 година, со коим се дозволува враќање на бегалците од граѓанската војна само под услов да се етнички грци по род, како и на законот за враќање на одземениот имот од 1985 година, кој исто така ги исклучува бегалците кои не се грци. Овие закони за кои Грција е соочена со критики во Советот на Европа се однесуваат на десетиците илјади бегалци, меѓу кои и македонските деца бегалци и етнички грци, кои биле на победената страна во граѓанската војна во Грција во 1949 година. Министерот за надворешни работи Никола Поповски во Букурешт ќе учествува на формалниот состанок на министрите за надворешни работи на земјите учеснички во процесот за соработка во Југоисточна Европа. Покрај актуелностите во регионот и соработката во оваа платформа, ќе се дискутира и за проширувањето на Европската унија. А Поповски заедно со Зоран Јолевски денеска ќе учествуваат и на редовниот годишен состанок на Република Македонија со Северноатлантскиот совет на НАТО на ниво на амбасадори на земјите членки на Алијансата. Приватните компании почнаа со исплатата на К15, иако за да ја исполнат ова обврска без да бидат казнети, имаат рок до крајот на годината, пишува Весникот вечер. Од Државниот инспекторат за труд велат дека имаат информации дека во некои фирми во државата почнал да се исплатува регресот за годишен одмор. Од таму напоменуваат дека обврската на работодавецот е исплатата на К15. Во спротивно ќе следуваат санкции. Американскиот Стейт Департмент Македонија ја смести во првата група на држави кои сериозно се справуваат со трговијата со луѓе. Во најновиот извештај забележан намалениот број истраги и пресуди за трговците со луѓе, а се препорачува ромите принудени на питачење да се регистрираат како жртви на трговија со луѓе. Украина доминира во вестите од светот. Британскиот премиер Дејвид Камерон и генералниот секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен заедно од Лондон ја обвинија Русија за агресија врз Украина. Камерон истакна дека на престојната средба на врвот Алијансата треба јасно да ја даде до знаење на Русија дека секогаш сакала да ја биде партнер, а не закана. Берлин повеќе не ја смета Русија за свој политички партнер, иако, како и претходно, е заинтересирана за соработка со неа во врска со проблемите на меѓународната безбедност, изјави германската министерка за одбрана Урсула фон дер Лајен. При посетата на Вашингтон порача, Русија веќе не е партнер и сега задачата е таа да не ни стане противник. Економски пак, украинската криза представува нов макроекономски ризичен фактор за еврозоната. Ова го истакна првата жена на Меѓународниот монетарен фонд, Кристин Лагард, по седницата на Еврогрупата во Луксембург. Во меѓувреме, украинскиот председател Петро Порошенко објави мировен план за надминување на кризата во источниот дел од земјата. Планот содржи разоружување во источниот дел, гаранции за итно повлекување на руските и украинските платеници и ангажирање за децентрализација на власта во Украина и заштита на рускиот јазик, зашто ќе бидат направени и измени во уставот. Порошенко синоќа телефонски разговарал со рускиот председател Владимир Путин.